Значи, Иван е од момциве што нели со синдикативе прават проблеми. И за тоа насловот до кога ќе прават проблеми синдикативе, мислам насловот е намерно таков за да испровоцирам дебата, да видам мислења и така натаму. И Иван, значи, ако реферираш на Cyber Команда, се она што го кажав во Cyber Команда, од збор до збор го мислам. Јас сум транспарентен во моите ставови. Моите ставови се базираат на тоа што го гледам во општеството, и тоа не само од сега, тоа што го гледам во оваа проклета трула транзиција 35 години, и ставот го градам не само тоа што го гледам, него и тоа што го доживувам, и од потребата тоа да го кажам, да го артикулирам гласно, јасно, прецизно, и да го поделам со сите. Тоа ми е, нели, уставно загарантирано право, и јас само го користам. Ако примети, во епизодава реков дека народот може да ја казни власта со тоа што ќе се повлече во своите дупки. Значи, тоа беше малку и пластично вака, нели, глувча дупка или мишја рупа и така натаму. Значи, намерно го кажав тоа ради тоа што мислам дека навистина народот пречесто се повлекува во дупки, се крие, останува во анонимност и така натаму. Поише тоа ја не можам да направам. Значи, она што можев да го направам беше да седнам и да ја снимам аргументирано епизодата во која што ќе дадам еден свој осврт, и од тој осврт кој како ќе си го доживее не навлегува. Така што, ете, јас ви давам подршка и сметам дека во државата треба да постои повеќе социјална правда, помалку социјални разлики, и секако треба да има многу поголема контрола врз трошењето на јавните пари и намалување на функционерските плати, и дури дека треба да има забрана за повеќе од еден или двајца од пошироко семејство да работат во администрација. Државната функција, пратеничка или министерска или директорска, треба да биде престиж, да се прослави името, да се остави трага, а не да биде алатка за збогатување и за трпање на децениско или столетно богатство. Мислам дека повеќе од ова не можев да бидам појасен.